Цените на лебот рушат рекорди. Поскапувањата на основниот прехранбен продукт никако да запрат. Само во последниве неколку недели лебот поскапе од 5 до 8 денари, а некои видови леб се продаваат и до 10 денари поскапо. Само обичниот бел леб наредните денови ќе поскапе за 6 денари и ќе се продава за 50 денари. Ново зголемување на цените најавуваат и пекарниците од Штип. Тие се уште продаваат по старите цени, но велат за 10 дена од 15 август уште еднаш ќе ги подигнат цените за 2 денари нагоре. Велат дека не им се исплати да работат, одамна веќе не се ликвидни, едва може да поделат плати на вработените, а енергенсите биле неколкукратно зголемени, па растот на цените бил неизбежен. Од Агробизнис комората при Сојузот на стопански комори велат дека и покрај тоа што се очекува добра жетва дома, а увозот на пченица и брашно да ги задоволи потребите на граѓаните, неизбежно ќе се продава по повисоки цени. Едноставно, трошоците се до тој степен зголемени, а помош од надлежните нема, што новите поскапувања морале да се случат. Револтирани се бидејќи државата наместо да ги стави на регулираниот пазар, ги оставила сами да се сноѓаат како знаат и умеат да плаќаат струја по многу повисоки цени, па трошоците за енергија во комбинација со повисоката цена на трудот и поскапените суровини довела до оваа ситуација. Надворешните берзи на сите овие суровини на енергијата ја диктираат самата цена. Не може Македонија, не е изолиран остров, па тука ние сами да ги креираме цените какви ќе бидат на производите, односно и на влезните суровини. Тоа се пазарни цени, пазарни надворешни цени. Така да, сето тоа ќе зависи како еден конгломерат од повеќе параметри кои што влегуваат во финалниот производ, такви ќе бидат излезните цени на производите кои што ќе бидат во финални во нашата држава. Истото ќе се случува и со цените на пекарските производи. Во моментов најниската цена на лебот изнесува околу 30 денари. Новите промени на цените освен поскапување донесоа и помали пакувања. Граѓаните се почесто забележуваат дека покрај повисоките цени векната леб е се полесна. Традиционалниот бел леб на парчиња тежи едва и 500 грама. Специјалните лебови како ржаниот, интегралниот, лебовите со сончоглед, маслинки, микс од житни зрна се едва и 350 грама. Инаку надлежните очекуваат добра жетва на пченица годинава. Потребите на мелничките капацитети во земјава изнесуваат околу 330.000 тони лебно жито. Нашето производство покрива 250.000 тони. Остатокот се увезува најчесто од Србија. Министрите за економија и земјоделство во повеќе наврати најавија дека очекуваат добриот род годинава да направи притисок и цените колку толку да се намалат. Сепак на терен јасно се гледа дека од овој план нема ништо, бидејќи прескапите енергенси ќе ги држат цените на високо ниво уште некое време. Лебот е меѓу продуктите што најмногу поскапеа. Неговата цена е зголемена за дури 30% споредено со лани.